колку социјалдемократски од совестни, така. Дојде на власт, може ли да даде до промена на името на Република Македонија? Додека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух. И додека ме држе памет, дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Лажеш, злато, лажеш, душо. Јас сум лично против промена на устав заради химна, знаме, грб или слично. Секој трет изманипулиран или неинформиран граѓанин прашува на вистина ли ќе се плаќаат казни од 4000 до 5000 евра ако детето не ми учи албански. Тоа е будалаштина. Никој не се прашува. Дали не треба да се казни кога само на албански јазик некаде беа објавени одредени институции? Толку ли е страшна таа програма за која што преговарате со ДУИ? 80% тоа што разговаравме во овие средби, јас и Ахмети и нашите работни групи, знаете што беше? Како ќе враќаме парите назад? Да се манипулира народ под превезот дека се воведе двојазичност. 33 општини плюс градот Скопје се двојазични. И ВМРО и треба на Македонија, но мора да се растерети. Секој има да оди на Скопје. Ма било цвет и СДС, има да има закон што ќе важи еднакво за сите. Лажеш, злато, лажеш, душо. Лажеш, вештице. Премиерот Заев верува дека за уставните измени ќе гласаат 2/3 од пратениците. Низ разговорите што тој лично ги водел со повеќемина од нив, се уверил дека има, како што вели, убава прогресивна маса, што било доволен мотив владата да почне постапка и да очекува овие денови тоа да го стори и собранието. Лажеш, злато, лажеш, душо. Тоа сте тука од Сабајле и знаете веројатно што се случува. Се прават обид да се обезведе мнозинството. Тоа е. Лажеш, злато, лажеш, душо. Нашиот влог во компромисот е дефинирање на прецизирано македонско име за нашата држава. Име кое е достоинствено и географски прецизно. Република Северна Македонија, со превод на сите јазици. Лажеш, злато, лажеш, душо. Законот за јазиците е уставен и представува сериозен придонес во концептот за градење на едно општество за сите. Премиерот Заев во видеообраќање кое попладнево го лиферуваше неговиот кабинет, вели дека токму за овој концепт мнозинството граѓани и дале поддршка на неговата влада на последните избори, испраќајќи порака дека никој не може да биде над уставот. Овој закон е сериозен придонес во градењето на концептот едно општество за сите граѓани. Ова наша и европска вредност ја доби поддршката од мнозинството граѓани на последните парламентарни избори, но и на локалните избори. Дај да не се лажеме, налажи ме, не сум дете повеќе. Немам покачување јас. Со 8000 и пензија сум. 20 години имам стаж. Тогаш ни избркаа 2002 од Нова Македонија и нема, тие, мислам, стажот не ни го плаќале, ништо не ни даде. Чекавме до пензија. А ова најавено покачување? Ништо, нема ништо. Какво покачување, бе, кој ти дава? Покачување. Мижи Анđел да ти бајам.